Голем е интересот меѓу граѓаните за владиниот проект Купи куќа за млади. Веќе се интересираат за условите и начинот за аплицирање. Велат дека државната помош во значителна мера ќе им го олесни решавањето на стамбиното прашање. Проектот на владата е супер. Само да видиме колку ќе испадне. Тоа да испадне како што кажуваат сега, ќе биде одлично. И за младите, и за старите фактички. Старите ќе и помогнат и на младите, и што може да помогнат. За општина Велес единствено што недостасува се плацеви. Значи, плацевите се проблем. Помоците кои што се нудат ќе помогнат ли полесно да се стигне до тоа? Да. Меѓутоа, плацевите се проблем за Велес. Местото каде што е понудено тоа е надвор од градот. Па мислам дека убави се условите. Има можности, посебно за младите. Малку околу наследството, ова што ме интересираше, мене е комплицирано, затоа што се затечени проблеми. И тоа е. Презентации за условите за искористување, како на оваа владина мерка, така и на мерката Купи куќа, купи стан се одржаа во Велес, Свети Николе и Пробиштип. Општините веќе ги отпочнаа процедурите за урбанизирање на локации за изградба на најмалку 100 куќи. Проектот нуди два вида на субвенции, и тоа за изградба или доградба на куќа. Во првиот модел предвидено е државата да исплати субвенција за месечна рата во период од 11 години. Во вториот случај, државата помага за учество во кредитот. Граѓаните им стојат на располагање подрачните канцеларии, кои што ги отворивме во 33 општини и кои што ги примаат граѓаните со нивните прашања и им олеснуваат, значи да аплицираат за проектот Купи куќа за млади. Субвенциите важат за кредити до 50.000 евра. Во следните денови караванот ќе продолжи во останатите градови во земјава.